вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јале Бојаджиевски. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу во вторникот навечер се среќава со американскиот претседател Барак Обама во Белата куќа. Тема на разговорите како Вашингтон може да ја помогне на Атина да излезе од кризата со задолженост во која западна земјата. Се очекува Папандреу да побара од Обама заедно со групата 20 најразвиени земји да преземе мерки против шпекулантите, инвеститори кои купуваат милиарди долари во владени обврзници, со што ја зголемуваат каматата што мора да се плати за нив. Грција тврди дека шпекулантите ја принудуваат државата да позајмува пари со високи камати, што крајно го отежнува од плаќањето на долгот. По понеделничката средба со државната секретарка Хилари Клинтон, Папандреу рече дека Грција не бара спасување, туку дека сака иста камата како и другите држави. Клинтон ги пофали мерките што владата во Атина ги презеде против задолженоста. Ниту Клинтон, ниту Папандреу на пресконференцијата по средбата не го споменаа прашањето околу името, како точка на дневен ред на разговорите. Клинтон ја поздрави, како што рече, лидерската улога на Грција за интеграција на балканските држави во евроатлантските институции. Папандреу на одвоено излагање во институцијата Брукингс, посветено на заедничките предизвици пред Грција и Европа и САД, рече дека тој лично се залага за тоа Албанија, Македонија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина да станат дел од Европската унија до 2014. Американскиот подпредседател Џо Бајден му вети на Израел тотална американска опредалба за неговата безбедност, додека израелски и палестински представници се подготвуваат да започнат индиректни мировни разговори. Бајден говореше во Ерусалим по средбите со премиерот Бенџамин Нетањаху и председателот Шимон Перес. Тој го поздрави договорот меѓу Израел и палестинците за индиректни разговори, како момент на можност за мировниот процес. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс при посетата на американска борбена единица во Јужен Авганистан најави дека таа наскоро ќе биде дел од одлучувачката фаза од војната. Гейтс им одаде почит на жртвите од бригада која загуби 22 војници од распоредувањето во земјата минатата година. Тој се сретна и со американски и британски генерали кои надгледуваат тековната операција против талебанските милитанти во соседната провинција Хелманд. Во продолжение на News Flash фрваме поглед на еден од добитниците на Оскарите во Холивуд. По децении мајсторско актерство Джеф Бриджис конечно ја доби престижната статуетка за улогата на осамен кантри пејач, чија слава одамна минала во Лудо срце. Джеф Бриджис доаѓа од познато семејство во шоу бизнисот. Татко му е актерот Лојд Бриджис со преку 100 филмови во кариерата. Братот на Джеф, Бо, е исто така познат филмски и ТВ актер. Джеф во 1983 ја основа мрежата за крај на гладта, непрофитна организација што го врти вниманието на гладните во светот. Секои 3 дена од глад умира истиот број на луѓе кои загинаа во Хирошима. И публиката и актерите се согласни дека Джеф Бриджис требаше и порано да добие Оскар за многобројните и различни улоги во комедии, научно-фантастични филмови и драми. Статуетката конечно ја освои со остварувањето во Crazy Heart, Лудо срце. What's your real name? I'm Bad Blake. Бриджис игра истрошен кантри пејач кој бара заборав во алкохолот, па сепак кога ќе ја допре гитарата, блеснува како во недобрите денови. Режисерот Стив Купер вели Бриджис се внесол во улогата. It's an iconic screen performance and for a man who's had Тоа е иконично остварување. За актер со 50 филмови зад себе, ова е едно од неговите најдобри улоги. На Джеф Бриджис можеби му требаа 5 децении да добие Оскар, но затоа никој не може да каже дека е незаслужен. This is the first Academy Award and 5th nomination for Jeff Bridges. Многумина кога заминуваат и во пензија продолжуваат со работа, но никој како Антонио Мансиниели од градчето Вейлс Гейт од Њујорк
Овој 99 годишен бербер нема намера да се откаже од ножиците. Во овој обичен трговски центар, во оваа обична берберница, невообичаен човек, Антонио Мансинели. Гинисовата книга на рекорди вели дека овој 99 годишник е најстариот бербер на светот. Подстрижува коса уште од 12 години. Ја открива тајната. Без цигари, без пиење, без прекумерно јадење, со вредна работа и муабет со муштериите. Ги подстрижувам со години и сакам да продолжам. Не ни помислувам да се пензионирам. Ќе продолжам до крај. Сега за подстрижување наплаќа по $12. Кога ја започнал кариерата 1920-тите по 25 центи. Берберите тогаш се грижели и за други нешта освен косата. Користев пијавици. Доаѓаа муштерии со висок крвен притисок. Ќе им ставев пијавици за да одземат дел од крвта и велеа дека се чувствуваат подобро. Горел брадавици со вжештени игли, лечел болка со лепење топли чашки на кожата. Сега само подстрижува, но муштериите велат дека е најдобар во околината. Одличен бербер, не користи машинка, само ножици. Муштериите се причина Мансинели да не запре. Дојде еден човек и ми вели: Антонио, можеби не се сеќаваш на мене, ми ја подстрижуваше косата кога бев детенце. Најстариот бербер на светот надживеал многу муштерии. 40 години работел 7 дена во неделата, а се уште може да подстриже по 25 муштерии на ден, затоа што нема намера да запре. Утре во Newsflash, диета од каменото доба. Да се јаде што јадел пештерскиот човек. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со нови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.